држави пледираат на тоа дека економски, воено, но и по својот активизам имаат право да бидат постојана членка на Советот за безбедност. Тука најмногу се избојуваат Германија, Јапонија, Индија и Бразил. Некаде се појавува и Јужна Африка, меѓутоа, како по правило, во овие состојби, во овие ситуации, се појавува контрадржава која што се спротивставува на односните држави што ги споменат да добијат некое свое место кое што би било постојано во Советот за безбедност. Се водат и дебати дали постојаното место по дефиниција, односно по автоматизам би требало да вклучи право на вето. И така последните 15 години се вртат во круг дебатите. Дали треба да се прошири Советот за безбедност, кои држави да влезат, дали тие што ќе влезат ако се постојани членки би требало да имаат право на вето, или сите држави кои што до сега го имаат правото на вето би требало да се откажат. Така постојат повеќе предлози, меѓутоа според моје убедување, ми се чини дека ни еден од предлозите не може да помине бидејќи бара две третини прво бара договор во Советот за безбедност, што значи сите 5 држави да се што имаат право на вето да се согласат, и потоа бара две третини од државите во Генералното собрание се согласат со било каква измена на повелот. Што според мене во овој момент во светот е практично невозможно. Вака сум ги поставувал дилемите кои сум дискутирал со луѓе кои што работат и живеат скоро целиот работен век во Обединетите нации. И сега тука има еден трик кој што се нуди како одговор, како можност за една меѓународна универзална организација за 21. век. Имено, Лигата на народите, не случајно се задржав на Лигата на народите, бидејќи сакав од прилика да ја направиме таа рамка на движењето на работите во меѓународната политика, барем во последните 100-150 години. Лигата на народите, иако неуспешна, иако доведува на некој начин нејзината нефункционалност и до Втората светска војна, бидејќи не успеа да ги студирите што се појавија да ги на време да ги стопира, сепак престанува да постои во 1946 година, формално. Значи, Обединетите нации и Лигата на народите имаат една година поклопување во своето постојање, што е помалку познат факт. Тој одговор се нуди како една од варијантите на оние што размислуваат низ идеалистичка призма како да се реформира, односно со каква меѓународна организација за примена на колективна безбедност треба да гради, односно да се расправа целото човештво. Ако не успее да се реформира оваа организација, тогаш, што е очигледно дека нема да успее, според се она што го гледаме како показател во последните 15 години, во кој што период сега веќе трет генерален секретар даваат своји предлози. Во рамките на председателот на Генералното собрание, господин Керин, постои група која што треба да предложи каква би била реформата на Советот за безбедност. Меѓутоа, кога разговаравме, пак доаѓавме до тоа дека ни една држава не сака да даде официјален предлог, никој не произведува дури ни нон-пейпер на хартија, многу е тешко да се согласа дури на неформално интервју да ги кажат своите мислења. Значи, варијантата е или да се реформира овој начин со тоа што би му се дала поголема представеност процентуално исто силни држави во светот како што се економски Јапонија и Германија, или Обединетите нации доаѓаат до крајот на своето постоење. Ова теза е малку радикална, меѓутоа секако дека остава можност да се формира нова организација со сложување на или претходно согласување на повеќето држави во светот, кој што би воспоставила нови правила. Јас лично се спомнявам, гледајќи ги сите предлози кои што сум ги видел, дека може нешто да се реформира. Може би нешто малку,
меѓутоа модерниот и динамичен свет бара многу. Бројките покажуваат дека драматично опаѓа влијанието, односно поддршката кај обичниот народ за Обединетите нации. Повеќето луѓе сметаат, прашани по светот, ова се истражувања кои што ги читав во Time, значи глобален вестник кој што зема во предвид мислење од повеќе држави, дека дека Обединетите нации се нефункционална организација. Тоа дополнително